новиот оброк на денот. Денеска минути, некои 15-тина ги посветуваме на една убава дружба со Лолита Спирова. Лолита, ти благодарам што и во на самиот почеток од новата сезона ти имаме повторно во нашата кујна. И на мене ми е многу мило и драго. Би сакала да ги поздравам гледачите на телевизија Телма и им ветувам дека ќе уживаат многу со нас како и секогаш. Да, јас не се сомневам секогаш кога си ни тука носиш една убава енергија, носиш една смеја, не знам како да кажам, ама така некако позитивно ни делуваш на сите. Баш ми е мило. Иако и вчера се зборуваше нели за тиквата, како ја нарекуваат, кралица на есента. На есента, некако ете во пресрет на есента, со оглед на тоа што ќе доминира и тоа како на трпезите наредниот период. Повторно денеска рецептот или оброкот на денот и во знакот на тиквата ќе биде смути, но за каква смути станува збор и зошто се одлучи токму оваа комбинација, Лолита, денеска да ја презентираме за гледачите? Да, исто како нели претходно што и ти напомена, она е кралица на есента и буквално секаде на нашата трпеза се наоѓа тиквата, на некои како поумилена во пире, на некои како цемки од тиква, без разлика битно се наоѓа на нашата трпеза и ја прави пошарена. Од друга страна, денеска ќе ви изготвиме едно протеинско смути од тиква, односно ова е тиква која што е приготвувана на пареа. Да, е засладена малку со мед, така е, јас сакам повкусна, поблага да ми биде. Ставаш метод одзгоре и потоа се готви? Да, се готви, да. Или откако ќе се направи? Не, откако ќе се направи. Додека се готви, да. Добра. Додека се готви. И би сакала да кажам дека тиквата покрај тоа што нели наоѓа сега есента нели за овој познатиот празник што ни е за денот на вештерките, нели се користи како разни декоративни, уникатни нели дела кои што прават уметниците. Исто така многу богата со витамини и минерали, многу е здрава и пред се за луѓето порано ја користеле како лек за желудникот. Да, и исто така има висока алкална има висока алкална содржина во тиквата. За таа алкалност малку подетално ќе продискутираме денеска, ама ми вие од одрижат и споменав дека ќе го лоцираме Марко некаде, тој е на велосипед. Марко, hello. Да, отприлика да слушам, не знам, едва да слушам, ако ме слушате супер, има премногу мете стуканица булевар и Линден, како и да пристигнуваме до целта исторски центар по Палковски, каде што всушност ќе се слушаме со нашите седицоговорници и последни за денес, после нашата Лолита во оброкот на денот. Така што јас се обидувам да бидам во однос со вас, меѓутоа и дали морам да ги забележам овие обраќани сигнали да поминувам пешачки тренинг и за некоја 3 минути ќе бидам токму на крајната дестинација и цел, каде што со моите соговорници ќе дадеме една увертира малку пинг-понг. Генерално ќе говориме за овој спорт кајнат, бидејќи од 7 до 11 септември се одбиваше World Table Tennis или голем меѓународен надпревар за пинг-понг, каде со различни ветерани млади беа вклучени во овој спорт и ги покажаат своите атрибути и вестини. Македонија поточно Скопје или Борис Трајковски се покажа како домаќин со сите критериуми да исполни викувањето да донесе уште еден меѓународен пинг-понг турнир за гледачите на овој спорт ширум светот. Така што јас ќе го оставам сега да приготувате со Лолита, да скоро ќе ми јават колегите од Ресија, да се вклучиме од Борис Трајковски, да бакнувам, се гледаме. Така е, Марко, поздрав до тебе. Со оглед на тоа што сега веќе си активен учесник во сообраќајот, иако си нели на велосипед, не мора толку многу да гледаш во камера, гледај си напред, почитувај ги сообраќајните знаци и правила и прописи и те чекаме на крајната дестинација од пред спортскиот центар Борис Трајковски, како што спомена и тој за многу кусо со Роберт Михајловски и Ингрина Ивановска ќе ви споделат за тоа како помина светскиот младински пинг-понг турнир во Скопје. А тука сме јас и Лолита да го продолжиме оброкот на денот. Ја споменавме алкалноста. И често нели знаат луѓето да ја слушнат, ама што всушност значи алкалност? Значи таа имаме вредност која што се означува со pH и се движи од 0 до 14. Значи 7,0 е некоја граница која што имаме неутрална средина, од 0 до 7 имаме кисела средина, а од 7 14 имаме алкална средина.
Што значи таа алкалност за нашето тело, за нашиот организам? Така секоја намирница си има своја pH вредност? Па да, секоја намирница си има своја pH вредност и во нашиот организам, во нашето тело pH вредноста треба да се движи некаде во граница од 7,3 до мислам тоа е 7,35 до 7,45 и над и под границата представува некоја може нели некоја киселина да ни најде да ни направи тегубина. Од таа причина значи луѓето кои што најчесто конзумираат храна нели имаат некоја киселина па пијат сода бикарбона или тоа е натриум бикарбонат кој најчесто има високо својство на алкалност и затоа нели за да им помине киселината пијат сода бикарбона. И затоа велам дека треба да се прави комбинација на намирници во која што пример ќе се даде намирници кои што ќе имаат висока киселост со некои алкални намирници, затоа велам да биде пошарено, баланс да се направи, меѓутоа ни едното ни другото нели не штети, меѓутоа ќе штети ако само јадеме нели месо, а немаме зеленчук. Да. Ти спомена дека е пријател на желудникот тиквата и веројатно заради таа балансирана алкалност сега ако добро разбрав од твоето мини предавање, веројатно и заради тоа се препорачува да се конзумира затоа што нема ниту висока ниту ниска pH вредност, така? Да малте не идеална. Така, во граници на тоа што ни е потребно. Ќе преминеме кон правење на смутито? Може, да. Што се имаме потребно од намирници? Можат колегите од Реча да го испишат и рецептот. Што се нели ни е потребно за чисто да се знаат гледачите доколку сакаат ова смути со тиква да си го подготват во своите домашни услови. Значи имаме бадемово млеко, имаме тиква, имаме мелено ленено семе, сега јас носам протеин од цурутка, меѓутоа ако они сакаат може да си додадат течен колаген ако користат или воопшто ни да не додават протеин од сорутка и можеме да започнеме едноставно тоа. Тоа исто ако имаат дома зачено тиква и зачено тиква може убаво полалашише да додадат зачено тиква. И сега ти не донесе и семки од тиква. И едното и другото ќе го ставиме, така? Не, семките од тиква ќе ги ставиме како декорација. Како декорација, добро. Имаме бадемово млеко. Ако комбинираме друго млеко е проблем заради таа алкалност или не? Не, може било кое млеко, може примери растително кокосово млеко да се. Меѓутоа кога се прават некои, ајде ќе речем така, вегански производи, секогаш им препорачувам и на клиентите, и на гледачите да се насочат на тоа да користат растително млеко, па дури и вода, да го едноставно да го исклучат кравиот или животинското млеко. Добро. Можеш да си преминеш на постапката, со оглед на тоа што имаме помалата чашка денес, видите искомбинирај со намирниците и со стојките. Не е тоа никаков проблем. Споменавме нели производи или намирници кои што се алкални, кои што се кисели, меѓутоа има ли такви кои што се неутрални? Да, имаме неутрални, меѓутоа тоа се што ти треба кажеме? Лажичка или велушка. Слободно, еве. Повели. Тоа се свежи и непастеризирани млечни производи и тоа најчесто павлака, сирење, путерот, кравјото млеко. Меѓутоа они треба да бидат свежи и непастеризирани, такви најреално ги немаме на пазарот. Меѓутоа имаме вода која што е со висока содржина на алкалност и можеме наместо исто лъжичка ако може. И може наместо да конзумираме пастеризирано млеко мала веројатно. Да. Чекај малку вака. Може за етлички да бараме. Нема проблем. Чекај. Еве ги малите лажички, малку доздулани се. Повели. Супер, фала. Тоа ни е ленено семе, само мелено. Да, една лажичка ќе додадеме мелено ленено семе. Па веројатно и да не е мелено со со тоа со блендирањето ќе. Да, овде имаме 30 грама протеин од цурутка, мене ми е измерено од дома. Добро. И тоа е тоа, останатото не е за декорација. Додека да го пуштиш бленд, може да го направиме, па потоа да те потпрашам уште нешто. Ете, така многу едноставно, многу еве, може да ги користиме овие. Мислам дека е готово. Чашки Лолита. Знаеш, само ќе ми помогнеш пошто десната рака. Ајде, видиме, мојата дали ќе биде. Јас со лева. Повели? Супер. Баш го изгледа. Да, и многу е вкусно. Ете, така инаку ти предноко ги спомена твоите клиенти и спомена дека нели на гледачите тоа им го препорачуваш. Меѓутоа како беше летово во поглед на работата, со оглед на тоа што си при крај со студиите, се наоѓа ли време за односно дали правиш ти добар баланс помеѓу
студиите и помеѓу работата. И да ти кажам, најискрено летото си го поминав многу убаво. Би рекла дека ги имав една од најуспешните групи до сега. Јас ги поздравувам во оваа прилика моите клиентки кои што беа дел од сите летни предизвици кои што беа на моите програми, а за сите останати кои што сакаат подетално да видат, можат да го вклучат мојот сајт lolitaspirova.com и да видат уствари зашто станува збор. Исто така можат да ме најдат на мојот Инстаграм профил Лолита Спирова долна црта и да видат какви содржини постирам на мојот Инстаграм профил и што точно може да најдат. Навистина се трудам колку што можам повеќе едукативни содржини да постирам и најчесто да биде тоа некој убав здрав оброк кој што повеќе со дами работиш? Да, исклучително со дами, но има и од посилниот пол. Слушаат ли особено за време на летото? Затоа што некако не се прави тело само во летен период или неколку месеци пред летото. Едноставно често ние велиме дека се е до начинот на исхрана и живење, генерално нели до стилот, затоа што треба и здраво да се исхранувате, да знаете што внесувате, но треба да имате да сте физички активни, да имате доволно сон во текот на денот. Значи многу работи се нели поврзани за да резултатот на крај биде одличен. Да, тоа е вистина точно така. Меѓутоа можам да кажам дека навистина еве и клиентите и јас се трудам да комуницираме најчесто, па кога ќе наидеме на некој таков проблем, кај што пример нема да се најде некоја негативност или нешто слично, гледаме најчесто да дојдеме до некое решение на двете страни да одговара. Например, јас сум многу флексибилна и најчесто кога некој ќе рече јас немам време да поминам толку во кујна, е ретко да ми се некој пожали за тако нешто, затоа што генерално производите, мислам, рецептите кои што се наоѓаат на моите програми, кои што јас ги изготвам, изготвувам се брзи и од мене лично пробани, тестирани на време. И ако јас сум напишала во програмата дека ќе поминете 30 минути, значи дека време на подготовката ќе ви трае 30 минути. И реално сега се спремат и есенските програми, па се надевам дека во иднина ќе имаме уште поуспешни приказни и трансформации. Лолита, знаеш дека нашата кујна ти е место каде што слободно можеш да дојдеш да презентираш дел од тие рецепти и ќе ни биде драго и во иднина да се дружиме. Ти посакувам многу успеси и вака само пред крај да те прашам што ти е најголем предизвик во работата и со клиентките, но и со тие припадници на посилниот пол? Сакам на луѓето едноставно да им наметнам, туку да ги научам како правилно да се исхрануваат и затоа што од храната зависи се. Точна физичка активност, ние на некој начин сме постојано физички активни, меѓутоа Сега извини, ова го барав. Ти си тоа што јадеш, така? Да, ние си тоа што јадеме. Да, ти си тоа што јадеш и многу тоа се во иднина, сите негативности кои што ќе ни се случат на нас се случуваат заради исхраната. Еве ние денеска зборувавме за киселоста во организмот. Значи исто така има по старите дедовци и баби пијат ракија. Значи тоа е жесток пилок во кој што има висока киселост. И тие после тоа замислете во едно истражување што имам прочитано дека 250 мл газиран пил кој што има некаде 2,5 алкал, тоест кисела средина, pH вредност, треба после тоа да испие 32 чаши вода минерална за да направи некоја алкална средина во организмот. Меѓутоа, јас не велам дека тоа е штетно. Нормално некогаш, нели, ќе имаме потреба да се напиеме, сите кои што имаат низок притисок, понекогаш имаат потреба да се напијат газирано, меѓутоа тоа да се сведе и да биде на некое умерено. А што е со ракијата? Бидејќи ја спомна таа колку има алкалност? Не, има киселост. Има киселост. Да, се наоѓа нели во тие и тоа висока киселост има. Да. Висок процент на киселост на pH. Супер. Фала ти многу за овие одлични совети. Декорирај да наздравиме со ова смути. Ова е одлична за анимација за сите кои што не јадат тиква, ама јадат семки, пример. Да ти кажам, јас сум една од тие која што не е толку многу љубител на тиква. И никако низ годините да најдам варијанта каде што ќе ми биде многу повкусна. Да, ама и сега ќе пробам со смути. Да, во една рака, мислам, тикви, мислам семки од тикви, да, можеш да го надоместиш процентот кој што ти треба на протеини во текот на денот. Сериозно? Да, толку се многу богати и здрави семки од тиква. Да, знам дека се тие здрави. Меѓутоа имаме и масло од тиква. Еве на гледачите ќе им препорачам дека кои ќе конзумираат масло од тиква, дека да не биде тоа повеќе од една лажица, дури нека се советуваат со лекар, евентуално ако сакаат да користат масло од тиква, поради тоа што е високо калорично, мислам дека има во 100 грама околу 900 калории.
калории. А вака во 100 грама пире од тиква има околу 28 калории, па одлично е за тие што сакаат да намалат килограми. Ете, во мочи на нашата Кате да ја го препорачаме, бидејќи Кате е на еден многу јак предизвик дека слабе е. Лолита, ти благодарам многу за убавото смути. Потврдувам дека е многу убава. Од што беше протеинот? Од ванила. Од ванила, да, целиот вкус е на ванила. Фала ти многу и ќе ги поздравиме тука заеднички гледачите. Ќе им посакам и тие да си го направат овој рецепт, го видовте испишан, ако не пропуштивте на YouTube каналот за многу кусок ќе биде објавено видеото од овој разговор.